Кога ќе се вратите во не така далечното минато и ќе дознаете или се сетите како изгледале и како се облекувале тогаш жените, сваќате дека природната убавина без ботокс и силикони била на пиедестал, а денес се наметнуваат како водечки стандард. Видео од 1985 година од Јадранот не подсетува на природноста, како по изглед, така и по однесување. Природната убавина владеела, немало униформност донесена од експанзијата на пластичната хирургија, ботоксот и силиконите, но и социјалните мрежи од кои одреден изглед се пласира како најубав, а со самото тоа и најпосакуван. Жителите рекле дека првпат ги забележале мртвите птици пред неколку месеци, објави ABC 7 News. На почетокот не беше јасно зошто птиците умираат, но потоа се откри дека експлодираат во воздухот. Многумина го виделе тоа лично. На овој начин угинаа повеќе од 50 птици, а една ситуација беше снимена од безбедносните камери. Ова сега поттикна разни шпекулации и теории. Некои веруваат дека мистериозниот начин на кој птиците умираат има врска со дел од далноводот во соседството. Видеото прикажува птица како слетува на дел од далновод, потоа се слуша тресок и птицата паѓа на земја. Снимка од ракувањето меѓу турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган и францускиот претседател Емануел Макрон на 6-тиот самит на Европската политичка заедница во Тирана предизвика лавина коментари на социјалните мрежи. Необичното ракување на Ердоган и Макрон, во кое Ердоган го задржа средниот прст на Макрон, се толкува како реакција на обид за психолошка доминација. Матурската прослава во еден хотел во Сараево заврши со насилство и повредени, откако група хулигани истата вечер брутално нападнаа матуранти. Според информациите објавени од локалните медиуми, двајца млади мажи биле повредени и пренесени на клиничкиот центар на Универзитетот во Сараево, каде им била укажана лекарска помош. Очевидци сведочат дека напаѓачите биле вооружени со дрвени палки и факели и дека упаднале ненадејно додека матурантите славеле. Густ слој африканска прашина го покри градското подрачје на Атина, намалувајќи ја видливоста и создавајќи маглива атмосфера низ Атина, а прашината, во комбинација со густата облачност, ги одржуваше температурите под 23 степени Целзиусови, дури и во центарот на градот, објави Екатимерини. Според Националната обсерваторија во Атина, силните јужни ветрови, кои донесоа прашина од Сахара во грчката престолнина, се очекува да ослабат и да се движат кон запад, што ќе помогне да се расчисти небото. Метеорологот Јоргос Катрафилијас објави покачени концентрации на прашина во неколку региони, особено во Атина, Пелопонез и Крит, каде што нивото надмина 130 микрограми на кубен метар, што е речиси 3 пати повеќе од безбедното ограничување.